Веќе снимаш. Значи само внимај прстот да не го ставиш по камера и не дај. Дали може да почне? Ако сте спремени? Почитувани представници на медиумите, денес Македонскиот полициски синдикат сака и официјално да се обрати до мандаторот, до владата и до раководството на Министерството за внатрешни работи. Може би сте информирани во претходниот период, односно од 28.2. Македонскиот полициски имаше морален конгрес на кој што се избра и новото раководство. Во периодот кој што следеше од овие 2 месеци, имавме внатрешно преструктурирање со усогласување на оние нормативи кои што требаше да се спроведат, за што и го свикавме претходно моралниот конгрес. Во иднина ќе биде и пракса почесто да даваме пресконференции за новинарите во зависност од потребите и можностите, односно од актуелните состојби во синдикатот и она што ги интересира работените, односно остварување на правата на работените во Министерството и во Агенцијата за разузнавање, која што е членка на Македонскиот полициски синдикат. Денешното обраќање ќе биде јавно обраќање со цел укажување на одредени состојби во МВР, НРМ и ТО. Почитувани, новото раководство на Македонскиот полициски синдикат веднаш од новиот избор на 28.2.2017 година направи обид да оствари директна средба со раководните структури на Министерството за внатрешни работи со цел отпочнување на социјален диалог и отварање на бројни прашања, меѓу кои и долу наведените. Поради неуспешноста за обезбедување на социјален диалог, Македонскиот полициски синдикат во 2 наврати писмено се обрати до раководството на МВР и владата на Република Македонија со укажување на најгорливите проблеми со кои се соочуваат работените. Денес Македонскиот полициски синдикат преку вас медиумите сака да го информира новиот мандатар за формирање на влада на Република Македонија, владата на Република Македонија, раководството на Министерството за внатрешни работи, своето членство и македонската јавност. За одредени состојби кои подолго време влеат во Министерството и представуваат проблем кој го отежнува секојдневното работење на нашите 8.000 члена, но и воопшто на сите вработени во Министерството за кои бара да се презема соодветни активности за нивно надминување. Како прво, ги наведуваме состојбите со материјално-техничките средства за работа и воопшто условите за работа во скоро сите организациони единици, кој е на катастрофално ниво. Во овој контекст ги напомнала следните состојби: застарана и повеќе нефункционална униформа, опрема за работа и заштитни средства на униформираните полициски службеници од скоро сите единици во МВР, застарени и технички нефункционални моторни возила со кои се доведува во прашање безбедноста на полициските службеници и другите службени лица кои ги управуваат, неквалитетна и нередовна исхрана на сите полициски службеници кои имаат право на тоа, необезбедено доволно количество и техничка исправна вода за пиење на одредени оддалечени гранични полициски станици, недоволна обезбеденост со канцелариски материјал за работење во повеќе служби, дотрајаност на објектите во кои се сместени полициските единици и службите, како и неспроведување на законски предвидените обврски за безбедност и здравје при работа, со што се доведува во опасност здравјето на вработените. Тука бија напоменале активноста која МПС ќе спроведе во следниот период, а тоа е отпочнување на активност на МПС околу финансирање на проценката на ризик по здравјето на вработените, најпрво во единицата за информирање и командување при СВР Скопје, која активност треба да представува потик на Министерството за исполнување на своите законски и обврски утврдени во колективниот договор на МВР кон сите служби и вработени кај него. Како второ, потенцираме дека едното голем прекувремен работен ангажман на полициските службеници, што продуцира огромен број на прекувремени работни часови,
кои не можат да бидат соодветно платени или легално заменети со слободно делење, а која состојба на крај како и моминатото со сигурност ќе резултира со пресуди, дружбени барања по повеќе основи во корист на вработените против работодавачот и одлив на големи средства од буџетот на Министерството за внатрешни работи. Трето, нераспоредувањето на полициските приправници со положен приправнички испит, која состојба е правно неодржлива и представува подослежен основ за судски постапки за финансиско обештетување на оваа категорија на вработени. Воено напоменуваме дека распоредувањето на овие полицајци, односно во моментот приправници, ќе придонесе кон облажување на состојбата со нервно прекобремениот ангажман. Во овој контекст ќе напоменем и состојбата со кандидатите за полицајци кои успешно ја имаат завршена полициската обука, но се уште не се повикани да станат дел од Министерството за внатрешни работи и да го отпочнат својот приправнички стаж, која состојба исто така на долго вие на успешно надминување на состојбата околу енормиот прекувремен работен ангажман. И четврто, доследно спроведување на договорот со владата на Република Македонија за усогласување на платите на полициските службеници со платите во сродните на нив служби во државата, како што се царината, управата за јавни приходи, финансиската полиција и други, за што се потребни реализација на ниво зголемување на платите од 5% во текот на 2017 година. Сакаме да потенцираме дека почнувањето на социјалниот диалог, а со тоа и решавањето на претходно споменатите состојби мора да почне веднаш со било која влада на Република Македонија, односно со било кој представник министер на Министерството за внатрешни работи, при што македонскиот полициски синдикат како единствен репрезентативен и најголем полициски синдикат во државата ќе биде равноправен социјален партнер кој ќе придонесе успешно наминување на ваквите состојби. Доколку нивното решавање не биде навремено и соодветно квалитетно направено, македонскиот полициски синдикат нема да се двоуми да ги искористи сите законски синдикални средства, мерки и активности, притисок и решавање на проблемите, а со цел за остварување на своите синдикални определби и заштита на правата на своите членови. Дали тоа значи дека би го искористили правото на штрајк? Доколку органите и телата на МПС донесат таква одлука и тоа право го искористи. Може ли да слушаме вашето мислење? Како коментирате ви однесувањето, односно непостапувањето на вашите колеги за време на нападите во собранието? Што е предвидено во колективниот договор во врска со таквото однесување вашите колеги? Не само тоа, туку и на оние кои ги дале наредбите. Дали ќе барате одговорност? Суспендирани беа за повеќе. оние кои ги ставија полицајците во таква состојба? Сега да тимо се во судска постапка и надвешната контрола на Министерството си ги презема своите ингеренции и дел од тие луѓе веќе се со кривични пријави процесуирани. Судот ќе се одлучи дали тие постапили или не постапили. Наше е да ги заштитиме и ги штитиме право на вработените. Како коментирате тоа што нема никој од повисоките функционери, значи меѓу суспендираните, да речеме, ваши колеги? Нека се одлучат органите кои што треба да расправаат постапката за гонење или па истрагата која што е Ние прашуваме вас. основното јавно добро. Ние нема да се мешаме во работи кои што треба некоја друга служба да ги работи. Нас е во МПС ни е интерес заштита на вработените. Меѓутоа, како е во колективниот договор за непостапување, за постапување како што видовме сите на вашите колеги? Постои сектор за внатрешна контрола и професионални стандарди, нека се постапи да го утврди необходимост. Што на прашање овде во оваа зграда, исто така бевме сведоци на неколку насилни настани. Меѓу другото, припадници на полицијата, униформирани, беа повикани да дојдат, меѓутоа беа избркани од обезбедувањето. Како вие го коментирате тој момент, полициски службеник на работна задача да биде избркан од обезбедување без легитимација и тоа токму во оваа зграда? Зошто до сега не реагиравте за овие состојби? Дали ќе барате одговорност за она што до сега се случуваше во ССМ? Конкретно за насилство. Доколку имало таков случај, тој полициски службеник треба да се пријави да се преземе мерки и активности согласно овластувањата кои што ги има. Ако не постапил, значи изгрешен. Ако било така и тој што му дозволил требал да биде дојден овде по наредба, требал некој претходно да цени нивната наредба, дали требал полицијата да биде присутна во овие простори или не.
И сето тоа пак не е во надлежност на синдикатот, него во структурите на министерството и одговорните лица. Се работи за може би се ваши членови полицајците кои дојдоа да интервенираат. Тие не интервенираат како синдикал, се интервенираат како полициски службеници. И Законот за внатрешни работи, Законот за полиција им дозволил каде и како може да примат да го следи. Не би сакал повеќе да коментирам моделот кој како треба да постави. Поставувате прашања моделот на заштита на вработените. Однос на вашето членство, да се вратиме на собранието, има ли ваши членови меѓу суспендираните и оние кои што беа на работна задача вечерта и препознавте ли некои од лицата со фантомки за кои што повремено на снимките се гледа дека ги тргаат и дел од јавноста тврдеше дека тоа се полицајци кои што не се на задача? Немаме податок дали се наши членови тие во моментот, доколку се обратат за помош, ќе добијат правна помош согласно она што имаме ние договорено, се што е во делот на работниот однос. А препознавте ли некои од лицата кои што беа со фантомки, кои што јавноста велеше дека се припадници на полиција? Не сум препознат, тие дека се наши членови. Ги анализиравте ли вака детално снимките? Се ангажиравте ли во однос на тоа? Приватно да, официјално не би сакал да го коментирам. Овде нека биде прашање. Доколку немате други прашања, благодарам што дојдовте. Право нека сте на пријател. Фала ви на присуството. Се надеваме дека